почитувани екселенци, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на земјите од Југоисточна Европа кои вечерва учествуваат на овој настан. Дами и господа, од името на Националниот комитет на СДМ за Македонија, чест ми е особена и задоволство да ви посакам добри ден на овој настан, со кој Република Македонија вечерва го прославува донесувањето на ЮНЕСКОвата конвенција за зачувување на нематеријалното културно наследство. Оваа конвенција е донесена во 2003 година и оваа година низ целиот свет се случуваат вакви настани на кои ние оваа вечер ќе прославиме едно од најголемите и најбесценетите богатства на човештвото, а тоа е неговата нематеријална култура. Во името на госпоѓата Елизабета Канчевска-Милевска, која е покровител на овој настан, би сакала да ја замолам госпоѓа Лидија Топузовска, генерален секретар на Националната комисија на ЮНЕСКО, да ви се обрати. Почитувани екселенции, почитувани представници на Националниот комитет на Меѓународниот совет за традиционална музика, почитувани учесници и посетители на денешното празнување на нематеријалното културно наследство. Имам чест во името на Министерството за култура и Националната комисија за ЮНЕСКО на Република Македонија да ви се обратам и да го отвориме овој свечен чин. Познатиот македонски истражувач и фолклорист Јосиф Чесменџиев во предговорот на зборникот со македонски народни песни, печатени во 1926 година, забележа: ние, македонците, немаме свинги и пирамиди. Нашата татковина не е украсена со палати на материјални паметници, но има нешто кое нити вековите, ниту природните стихии, нити демонската рака на насилниците не може да го разумнат. Таа нескроплива сила е излејана во единствениот паметник, народната песна и ор, најбогатото и најценетото наследство што ни останало од минатиот живот и од културата на македонецот, зачувано и до ден денес. Дами и господа, дозволете ми на почетокот да го изразам моето големо задоволство што вечерва со концерт на 7 традиционални групи од Република Македонија и од 6 различни држави од регионот, кои ќе ни ги презентираат своите национални, фолклорни, музички и танцови вредности, имаме можност да одбележиме 10 годишнината од донесувањето на еден од најважните акти на ЮНЕСКО, Конвенцијата за зачувување на нематеријалното културно наследство на човештвото. Денешниот настан несомнено има една универзална порака која промовира идејата за заедништво, за свет без граници, за почитување на уникатноста и разноликоста на секоја земја од големото европско семејство. Иако вечерва ќе имаме можност да ги видиме и слушниме автентичните обележја и традиции кои се дел од културната ризница на нашите соседи и земјите од окружувањето, дозволете ми сепак да забележам дека тие се дел на светското културно наследство кое ни припаѓаат на сите нам. Почитувани присутни, културното наследство, материјалното и духовното, со својата разновидност и посебност, е заедничко богатство на човештвото, но и еден од клучните елементи за препознавање, дефинирање и афирмација на културниот идентитет на нациите. Пренесувањето од генерација на генерација, постојано обновување како интеракција со природата и историските услови на постоење, нематеријалното културно наследство како духовно богатство на народите, мощно суптилно сведочи за постојувањето на народот, за неговата култура воопшто. Вредноста на ова богатство во кое спаѓаат јазикот, изразот, вештините, обичаите, музиката, танцот, ракотворбите и другите скапоценности на народите и на заедниците е уште поголема ако се помисли на нивната моќ да го живеат минатото и во сегашноста. Што е танцот ако се заборави низ времето, ако не се заштити и ако денес не се забележи неговиот пулс? Што е зборот
што е изразот, што е музиката ако не се запамети нивниот облик. Затоа неопходно е да се свати колку е крепко, а истовремено и скапоцено нематеријалното културно наследство. Почитувани присутни, имајќи ги предвид значењето на нематеријалното културно наследство, нашата држава уште во 2006 година ја усвои Конвенцијата за зачувување на нематеријалното културно наследство на човештвото, меѓународен акт кој досега е ратификуван од 155 земји од целиот свет. Со големо внимание пристапивме и кон неговата имплементација на национално и локално ниво, воспоставувајќи соработка со носителите на нематеријалните добра, локалната самоуправа, државните овластени субјекти за заштита на духовното културно наследство, како и невладините организации и поединци. Во оваа прилика би сакала да потенцирам и одличната соработка која имаат националните комисии на УНЕСКО, кои секогаш си даваат безрезервна меѓусебна поддршка за проектите кои ги поднесуваат за усвојување до оваа Организација на Обединетите нации. Соработката меѓу експертите на полето на заштитата на нематеријалното културно наследство е исто така на исклучително високо ниво и затоа сакам да искористам оваа прилика и да упатам посебна благодарност до сите нив за поддршката која ни ја даваат во подготовката на апликациите за номинирање за впишување во репрезентативните листи за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото на УНЕСКО. На својата национална листа Република Македонија досега има впишано повеќе од 80 нематеријални културни добра, а уште еднаш ќе изразам мојата искрена увереност дека наскоро репрезентативните примерци во кои вечера ќе уживаме гласоечкото пеење, машко во двогласно пеење од Долни Полог, Копачка, Соборно Оро од село Дранче, Делчевско, социјалните практики при прославувањето на празникот Четрсе, 40 свето велико маченици во Штип, како и мултинационалната апликација за пролетните празнувања на Ѓурѓевден, ќе станат дел од престижната листа на УНЕСКО и заедно со останатите нематеријални добра ќе сведочат за бескрајната креативност на човековиот род. Почитувани присутни, би сакала во оваа прилика да им се заблагодарам за целокупниот ангажман на сите оние кои ви вложија својот труд во реализацијата на овој концерт, кој ги обедини културните експресии на народите од регионот. Посебно би сакала да го истакнам ангажманот на организаторите, Националниот комитет на Меѓународниот совет за традиционална музика, кој со голем ентузијазам ги помога на сите сегменти од овој комплексен настан, како и на представниците на Албанија, Бугарија, Хрватска, Романија и Турција, кои со своето учество ќе допринесат вечерашниот концерт да биде прекрасно доживување за сите нас. Над крајот ќе посекам сите ние вечерва да заживееме во ритамот на нематеријалното културно наследство, во ритамот на оние добра кои се вкоренети длабоко во нас, пренесени преку генетскиот код, сочувани наспроти сите премрежија. Вечерва да го продолжиме континуираниот ритам на срцата на нашите предци, кои ни оставиле нешто повеќе од парче земја. Ни оставиле духовност и култура како аманет кој ние мораме да ги пренесеме на нашите идни поколенија. Ви благодарам. Со исклучителна благодарност кон Министерството за култура и особено кон Националната комисија на УНЕСКО, без чија безрезервна поддршка немаше да успееме да го реализираме овој настан. Драга публико, почитувани дами и господа, повикувам да уживате во вечерашнава навистина несекојдневна ретка прилика да се и да го почувствувате ритамот на оние далечни времења, на оние ини времења, кога човекот творел пред се од душата, пред се создавал духовно наследство. Од тие времења сите овие форми, овие творби кои што вечерва ќе се представат, заживеале, останале да живеат толку векови и веруваме цврсто дека и понатаму ќе се пренесат, бидејќи тие се најголемиот идентификатор на еден народ, заедница, група или индивидуа. Тоа е тоа што никој не може да го одземе и тоа е тоа што вечерва
овие 7 точки ќе ви го представат. Накратко програмат ќе биде гласоечко двугласно машко пеење од Долни Полог во исполнување на Трио Гавровски од Тетово, албанската народна иста полифонија во исполнување на групата Антеја од Валона. Од Турција имаме презентација, видео презентација на Мевлеви Сема церемонија. Од Романија доаѓаат младите калушари од Сарби Макура, кои што ќе ни го представат навистина автентичниот калуш ритуал. Од Бугарија доаѓаат бистричките баби во изведба на фолклорната група Бистрички баби од Бистрица. Двогласното пеење и свирење на игоистарска скала од Хрватска ќе ни го представат младите Ноел Шуран и Горан Паркаш. И за крај е единственото наше македонско соборско оро, Копачката, која ќе ни го ја исполни фолклорната група Копачка. Ви посакувам пријатна вечер и се надевам дека вие ќе го почестувате ритмот на живото наследство и ќе се гордеете на своите културни наследства.
pana Mitra govore, Jahovovoj mitrole hojnare, Stropšikir mitrole trenda filo, Ekajni mitroj otplatno to, Jahovovoj mitrole hojnare, Stropšikir mitrole trenda filo, Hojna ti dademo vino to, Jahovovoj mitrole hojnare, Stropšikir mitrole trenda filo, Eka mitra i Bogovara, Jahovovoj mitrole hojnare, Stropšikir mitrole trenda filo,
No!
Јас